Собственикот на објектот во кој со години на диво работела дискотеката Пулс е новиот осомничен за строотниот пожар во кој загинаа 62, а беа повредени над 200 млади луѓе. На нелегален начин, продавницата за теписи ја пренаменил во дискотека. Јавното обвинителство до судија на претходна постапка достави предлог за определување мерки за предпазливост. Основното јавно обвинителство од Кочани донесе наредба за спроведување истражна постапка со која се прошири истрагата за пожарот во кочанската дискотека Пулс спрема уште едно лице, кој исто така осомничено како соизвршител за тешки дела против општата сигурност од член 292 во врска со член 288 од Кривичниот законик, се вели во соопштението од јавното обвинителство. Новиот осомничен во договор со веќе осомничениот неформален собственик на дискотеката, на кој објектот му го издавал под закуп, во повеќе наврати во рок од 12 години изведувал градежни активности со кои незаконски го пренаменил објектот, без да поднесе барање и да добие одобрение за пренамена на објектот од надлежен орган, заеднички и во договор со осомничениот неформален собственик на правното лице. Тој на различни датуми и во повеќе наврати во временски период од 2012 до март 2025 преземал градежни активности со кои извршил и учествувал во незаконска пренамена на објектот од намена Г3 сервиси и сообраќајна инфраструктура во намена Б3 големи угостителски единици и овозможил во објектот незаконски да се врши угостителска дејност дискотека Кабаре, посочуваат од обвинителството. Истрагата за дискотеката Пулс треба да заврши кон средината на јуни. Досега на распит биле повеќе од 300 луѓе, од 68 осомничени, 13 се полициски службеници. Меѓу осомничените се и градоначалници на Кочани, како и актуелни и поранешни министри и директори.